Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате: 6 нови случаи на западонилска треска се регистрирани во земјава, меѓу кои првиот во Куманово. Пациентот е во тешка здравствена состојба. Владата е усвои ученичката кошничка со поевтини цени на училишниот прибор. Новата школска година почнува со 200 паралелки помалку во основно, 100 помалку во средно образование и затворање на 26 рурални училишта. Иако и ова провоцира, Мицкоски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Комисарката Кос го представи планот со новите правила за проширувањето. Една од најважните точки е намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. За навредите од Софија, генерално за односите со Бугарија во тема на денот со екс-амбасадорот во Бугарија Маријан Ѓорчев. Огнената стихија што пламна во Градско забрзано се шири од селата Горно и Долно Чичино и нагоре. Сите воздушни и противпожарни сили се упатени таму. Се уште е критично со пожарот на Китка кај селото Палиград, со кој пожарникарите водат тешка битка, но нов сериозен пожар изби на депонијата во Кавадарци и излезе од контрола. Пожарот кој што денес околу пладне изби на територијата на општина Градско, во аторот на село Долно Чичево, потоа тргна кон Горно Чичево и покри воспоставената почетна контрола во која што успеавме да спасиме повеќе овоштарници и лозови насади околу овие две села, потоа таа беше изгубена и пожарот тргна во насока на село Подлес, разви многу долга огнена линија. Во овој момент можам да кажам дека огнената линија од процена од око е подолга од 10 километри, гори пред се само сува трева, на некои места има и грмушки и трња, но влегува и водоловите каде што има малку погуста вегетација. Ни престои тешка битка со овој пожар. Пред малку некој подметнал пожар на Кавадаречката депонија. Огното депонијата излезе надвор, ја зафати околната сува вегетација, сува трева. Од другата страна веќе навлегува и во дрвја. Но тука на лице место се кавадаречките пожарникари кои што се обидува да воспостават контрола. Градоначалникот Митко Јанчев беше овде. Спратена е механизација со која што ќе се обидат пожарникарите да направат противпожарни пресеки. Ситуацијата е доста алармантна, бидејќи наоколу имаме доста лозја, но и дрвја. 6 нови случаи на западонилска треска се регистрирани во земјава. Првиот во Куманово. Заболениот кумановчанец е на 65 годишна возраст и е во тешка состојба. Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот ќе ги преземат сите потребни епидемиолошки мерки. 6 нови случаи со западнонилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. 5 мина инфицирани се од Скопје, тројца од Газибаба над 70 годишна возраст и по еден од Зелениково на 26 години и аеродром 59 годишен. Прв случај е потврден и во Куманово. Според информација од тамошниот центар за јавно здравје, заболениот е маж на 65 години од приградско населено место и не патувал надвор од државата. Пациентот е хоспитализиран на инфективната клиника. Според информациите со кои располагаме, здравствената состојба на пациентот може да кажеме дека е тешка, кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот од западен Нил да присутни и хронични заболувања, вклучително и диабетес, кои можат да влијаат врз текот и тежината на заболувањето. Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот ќе ги преземат потребните епидемиолошки мерки. Врз основа на резултатите од епидемиолошкото анкетирање и добиените податоци ќе се преземат и соодветни мерки за дезинфекција на објектот, односно во просторот каде што живеел инфицираното лице,
дополнително, доколку се идентификуваат и други локации од епидемиолошко значење, каде што пациентот престојувал и каде постои сомневање дека можело да дојде до упот од заразен комарец, ќе се преземат и соодветни мерки на тие локации. Досега западно-нилска треска е потврдена кај 50 лица. Речиси половината се хоспитализирани на инфективна, поради тешка невроинвазивна форма со воспаление на мозокот и мозочната обвивка, предизвикани од вирусната инфекција. Александар Динев, Сител телевизија. Владата е усвои ученичката кошничка со поевтини цени на училишниот прибор. Новата школска година почнува со 200 паралелки помалку во основно, 100 помалку во средно образование и затворање на 26 рурални училишта. Ученичката кошничка денеска усвоена од владата, трговците на големо се обврзаа да ги намалат цените за 10, а малопродажбата за 15%. Како репер за цените се земаат тие од 1 јуни. Акцијата ќе трае до 30 септември. Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Тоа значи дека во овој период граѓаните треба да имаат можност да ги набават производите опфатени со мерката по намалени и јасно означени цени. Ова е конкретна мерка насочена кон директна поддршка на семејствата во период кога имаат зголемени трошоци за подготовка на децата за новата учебна година. Намалувањето на цените на училишниот прибор е уште еден чекор во насока на заштита на животниот стандард на граѓаните, како и намалување на притисокот врз семејниот буџет. А новата школска година ќе почне со 200 паралелки помалку во основното и 100 помалку во средното образование. 26 рурални училишта во кои нема ниту едно прваче ќе се затворат како дел од оптимизацијата. Учениците новата учебна година ќе започнат со обезбедени учебници. Тие веќе се дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. Околу 14.500 првачиња досега се запишани во основните училишта, вели министерката за образование Јаневска. Сепак бројката не е конечна, бидејќи уписите продолжуваат во текот на август и септември. Во основното образование има околу 200 паралелки помалку, а во средното околу 100. Годинава се очекува да бидат затворени околу 26 рурални училишта, во кои нема запишано првачиња и има исклучително мал број ученици. Таквите паралелки ќе останат само таму каде што нема друга можност. Ако мораме, значи, дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето оделение или еве и до пето оделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова и тоа го прават и други земји. И е оправдано. Но ако на неколку километри има централно училиште со значително поголем број ученици, Јаневска смета дека нема логика децата да останат во мало училиште. Во меѓувреме, министерката оцени дека намалувањето на цените на школскиот прибор за 15% е соодветна мерка и ќе им помогне на родителите. Државата го прави тоа што може да го направи. Не заборавајте дека образованието основно и средно е обврзно, но и бесплатно. Добиваат учебници учениците, тоа е помош на родителите, добиваат превоз учениците, што е исто така помош на родителите. Општините обезбедуваат електронски уреди, обично се тоа таблети, речиси сите општини тоа го прават. Одреден број на општините обезбедуваат ужина и храна. Учениците новата учебна година ќе ја започнат со обезбедени учебници. Тие веќе се дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Доколку растот на цената на нафтата продолжи, владата ќе интервенира и во делот на ДДВ-то. Премиерот Мицкоски вели дека и со актуелните цени тие се најниски во регионот. Дополнително што во земјава има доволно залихи од авиогориво од кое се снабдуваат и аеродроми во соседството.
а опозицијската СДСМ критикува. Цената на горивата расте, а Мицкоски не презема ништо што директно влијае врз стандардот на граѓаните. Владата има план Б ако поскапувањето на горивата продолжи. Војната на Блискиот Исток може да трае со години, што неминовно ќе влијае врз растот на цената на нафтата. Затоа премиерот Мицкоски не ја исклучува можноста покрај намалената акциза да се интервенира и во делот на ДДВ. Планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. Со вчерашното зголемување на цената на горивата, дизелот за прв пат под 2022 година надмина 100 денари за литар. Сепак и со вакви цени, кај нас се точи на ефтино гориво во регионот. Има доволни количини за снабдување и на нашите и на аеродромите во соседството. Имаме доволни за да обслужиме поголем конзум на нафта и нафтени деривати за 50-60% од времето пред кризата. И не воведовме забрана. Неколку аеродроми се снабдуваат со реекспорт од Македонија. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот. Опозицијската СДСМ пак критикува. Цената на горивата расте, а Мицкоски не презема ништо. За само 6 месеци дизелот се продава за 43% поскапо, што директно влијае врз стандардот на граѓаните, но и врз земјоделието. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Директно се засегнати и македонските земјоделци. Поскапо гориво, значи поскапа обработка на нивите, поскап транспорт, поскапо производство и на крај поскапа храна. На светските берзи пак денеска цената на нафтата се намали за околу 3%. Барел се продава под $90. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Струмичките земјоделци од протест побараа да се почитува договорената цена за откуп на ајварката од страна на откупувачите кои самоволно ја намалиле цената. На протестот присуствуваше и министерот за земјоделство кој најави воредни проверки на сите откупни пунктови и преработувачки капацитети, како и итен состанок со Асоциацијата на преработувачи. Поддршка на земјоделците, но и критики до владата упатиот СДСМ. Струмичките земјоделци денеска повторно излегоа на протест, револтирани од ниските откупни цени и непочитувањето на претходно постигнатиот договор за црвената пиперка ајварка. И покрај договореното пиперката да се откупува по 30 денари за килограм, вела дека на терен ситуацијата е поинаква. Земјоделците уверуваат дека откупувачите самоволно ја намалиле цената на 25 денари, поради што производителите работат со чиста загуба. Не се почитува. Лажат, еден ден го почитуваа, вториот ден го намалија 25 динара право. И денеска 20. Срамно. Тешко да покриеме. Со тие цени тешко. Значи не може да платиме во аптеките прво, второ, за нас ќе нема и денар ќе нема за нас. Тешко ќе биде, многу тешко. Со тие цели ништо. Толку за 20 денара што ми се спаќа на мене. Не ми се спаќа ништо. Порано го испрезира. Да пуштам трактор да испрезира, ми заврши приказка. Значи ние јас не они. И толку. Нема што да се прави с тие бандити. Значи нема што да се прави. Толку е. На протестот присуствуваше и министерот за земјоделство кој порача дека загриженоста на земјоделците е оправдана и најави вонредни проверки на сите откупни пунктови и преработувачки капацитети. Дополнително, за утре е закажан итен состанок со Асоциацијата на преработувачи за да се утврди зошто се одстапува од договорените цени и да се заштити трудот на производителите. Од земјоделците слушнавме повеќе информации, затоа предложивме конкретно заедно со нив
уште утре, доколку се договориме за овој состанок, значи јас денеска веднаш ќе направам контакт со Асоциацијата на преработувачи и директно со најголемите преработувачи кои што откупуваат од овој регион, вклучувајќи го и Прилеп, регионот кој што ќе треба да започне со откуп, бидејќи таму пиперката исто така е стасана за неколку дена, да седнеме на една заедничка маса и да видиме дали имаме некакви недоразбирања или недоследности во почитување на овој договор. Со реакција излегува и од опозицијската СДСМ, откаде што изразија целосна поддршка за барањата на земјоделците и упатија критики до владата. Во време на СДСМ откупната цена беше 50 денари по килограм. Сега владата треба да обезбеди и повеќе од 50 денари заради зголемени трошоци за производство во целокупниот сектор за земјоделство. Земјоделецот не живее од пресконференциите на Мицковски и лажните ветувања. Земјоделците најавуваат дека доколку не се вратат договорените цени и не се заштити нивниот труд, ќе ги продолжат протестите и во наредните денови. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. А во Прилепско и во Долнени вчерашното невреме направи пустоши големи штети пред се на градинарството и на тутунот. Над 1500 хектари се погодени во општините Прилеп и Долнени во големото невреме кое што вчера доцна попладнето го погоди овој регион. Силен дожд, ветар и град со големина на орев направија вистински пустош на тутунот, пиперките, царевката и другите култури. Земјоделците се пожалија дека државата во моментов нема никаков систем за заштита од вакви непогоди. Мислам дека посебно градинарството нема назад враќање, тоа е завршена работа. Парите се изфрлени, не можеме да се вратиме. Кај тутунот најдобрите берби, трета, четврта рака е целосно уништено. Како оштетени ние мислам дека треба целосно државата да не обештети. Ние сме колатерална штета на државата. Нашето небо беше заштитено од овие градоносни облаци во времето со ракети, после со авиончет. Се пожалија и тоа дека осигурителните компании не сакаат да им го осигуруваат родот. Не ми осигурува, и ако ми осигурува по декар, а тонипол на 20 денари страмота. И не да Господ мални град може да ти да некој динар колку да ти врата тоа што треба да го платиш таму. А сега веќе ни те бара, едноставно за тутунот нема никакво осигурување, не знам дали има некој осигурано. Земјоделците ги посетија и од општина Прилеп, од каде што ветија дека ќе се формира комисија за утврдување на штетите. Се направи записник, истиот записник ќе се достави до владата која што е надлежна за да разгледува вакви извештаи и да определи висина на надомест на штета на овие земјоделци овде. Огромни штети има и во долненските села Загорани, Новоселани и Дебреште. За Сител Дарко Штарговски. Иако Јотова провоцира, Мицковски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Еврокомесарката Кос го представи планот со новите правила за проширувањето. Една од најважните точки е намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. Иако Јотова провоцира, премиерот Мицковски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Тој во интервју за Брайтбарт вели дека во моментов се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во Европската Унија истите сојузници наметнуваат вето. Македонската влада нема да навлегува во дневни политички препукувања со луѓе кои се заглавени во минатиот век со политиките кои што ги водат. Вака премиерот Мицковски одговори на последните провокации на бугарската претседателка Јотова, која порача дека со Македонија имала заедничка историја која што не се дели. Мицковски порача дека владата ги штити државните интереси и интересите на граѓаните, а македонската страна добро знае кои се нејзините позиции кога станува збор за историјата, културното наследство и македонската посебност. Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чија што влада сум председател и во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност,
која што е со векови стара и тука нема никакви дилеми. Мицкоски во интервју за Брајтбарт вели дека во моментов се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во ЕУ истите сојузници наметнуваат вето. Мицкоски е дециден дека членството на Македонија во Европската Унија е безбедносно прашање за регионот и целиот НАТО блок. Тие го ослабуваат јужното и источното крило на НАТО со тоа што не ограничуваат да станеме дел од ЕУ, бидејќи колку што мојата земја ќе биде економски посилна, толку поотпорно ќе биде источното крило на НАТО. Ќе можеме многу побрзо да ги модернизираме нашите вооружени сили и да инвестираме повеќе во коридорите кои се важни од логистички аспект за НАТО. Значи постојат многу причини зошто треба да бидеме дел од ЕУ, а тоа е уште една причина САД и администрацијата на претседателот Трамп да не поддржат во оваа насока, вели Мицкоски во интервјуто. Тој порачува дека освен силната соработка и поддршка за администрацијата на Трамп, втората пресвртница за Македонија е да бидеме дел од Европската Унија. Македонскиот премиер патува во САД на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, каде се надева на средба и со американскиот претседател, а посетата да ја искористи да ги испрати позициите за интегративниот пат и за склучување на нови договори со стратешкиот партнер. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А еврокомесарката за проширување Марта Кос во Загреб го представила планот со новите правила за проширувањето. Светот се променја, со тоа мора да се промени и проширувањето, порачала еврокомесарката Кос, најавувајќи голема ревизија на политиката со која Европската Унија ќе се подготвува за прием на нови членки. Евронјус, повикувајќи се на своји извори, пишува дека Кос ја презентирала новата иницијатива за проширување на конференција на амбасадори во Загреб. Една од најважните пораки е дека кандидатите можеби нема да мора да чекаат до полноправно членство за да ги почувствуваат придобивките од Европската Унија, преку постепено членство и можност за приклучување кон единствената европска зона за плаќања или поврзување со енергетската мрежа на Унијата. Проширувањето на Европската Унија мора да еволуира за да одговори на денешната реалност. Процесот на пристапување може да трае со децении, што противниците на Европската Унија би можеле да го искористат за политички притисок и обструкции. Затоа мора да ја напуштиме логиката се или ништо. Не треба поструктуриран пристап за да го надоместиме времето што веќе го немаме. Мора да бараме поамбициозни начини за постепена интеграција, порачала Кос на конференцијата. Брисел истовремено размислува и за промени во начинот на носење одлуки, бидејќи со повеќе од 30 членки, консензусот би можел уште повеќе да го забавува функционирањето на Унијата. Според Кос, ова би можело да значи намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. Во фокусот на новиот пристап се земјите од Западен Балкан, но и Украина и Молдавија. Кос особено го посочила напредокот на Црна Гора и Албанија, како и техничкиот напредок на Украина и Молдавија. Но пораката од Брисел е дека нема да има отстапување од владењето на правото и демократските стандарди. Кос најавува засилени заштитни механизми за идните членки, за да не дојде до назадување по нивниот прием. Мора да се осигураме дека нема да добиеме тројански коњи ниту денес, ниту за 10 или 20 години, предупредила Кос. Според Евронјус, на ваков начин Унијата испраќа порака до земјите кандидати дека по повеќе години сериозно се подготвува за ново проширување. Сепак за ова да стане реалност, лидерите на Европската Унија се очекува новата иницијатива да ја разгледуваат на високо ниво во октомври. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Време за тема на денот со екс-амбасадорот во Софија, Маријан Ѓорчев. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и добро дојдов. Господине Ѓорчев, веде председателката на Бугарија Илијана Јотова некако ни го зовре и така жешкото лето со една изјава. Вели, па и генерално македонско-бугарските односи, упатувајќи неколку навреди кон Македонија. Како го коментирате ставот на Јотова дека нема да отстапат, вели, од борбата, од правата на бугарите во Македонија во време кога македонците во Бугарија се угнетувани, можам слободно да кажам, без никакви малцински права на организирање, здружување, да не зборувам за образование, медиуми и слично како од времето на Георги Димитров? Па најнапред ставот на Јотова кореспондира со целото бугарско општество, со оно што представува бугарска политика и со јавниот, би рекол, медиумски сервис, сите оние, би рекол, дополнителни активности на граѓанското општество, кој што е единствен во однос на тоа дека Македонија подпишала нешто кој што мора да го спроведува. Тоа е договорот за пријателство, соработка и пријателство.
и добрососедство, а исто така тоа е и во однос на преговорачката рамка, која што, за жал, ние во Македонско собрание изгласавме, во кое што се наведува тоа што веде председателката Илија Неотова го бара, тоа е да се почитуваат правата на бугарите, да се почитува заедничката историја, сето она што веќе е јасно наведено во алинеја 9 од преамбулата на договор за пријателство, членот 8, членот 11, значи едноставно таа само ги преповторува на денот на Илинденско-Преображенското восстание, 123 години, на Петрова нива, таа само повторува нешто што е веќе длабоко втемелено во бугарската политика, посебно во овој период од 4 години после 2022 година. Вториот момент во изјавата што спомнувате од Јотова, точно дадена, тие како што го нарекуваат 123 години од Илинденското преображенско восстание, дека нема што да дели со Македонија кога историјата ни е заедничка. Па да, тоа е најпроблематичната точка во тој договор за пријателство, кој што морам да кажам уште еднаш кај вас тука дека е апсолутно не само нерeciпрочен, туку и крајно штетен по македонските национални и државни интереси. Во таа алинеја 9, кај што стои дека Бугарија и Македонија имаат заедничка историја, која што ги поврзува двете држави и двата народа, тоа имплицира и понатамо Бугарија цело време инсистира преку историската комисија, преку оние записници, протоколот 1, протоколот 2, сето она што претпоставува понатамошни иницијативи преку нивното Министерство за внатрешни работи, нивните, да речеме, би рекол, историски институции, нивната академија, сето она што представува нивниот хардкор, би рекол, мајндсет во делот на односите меѓу Македонија и Бугарија, да тоа перманентно го експлоатираат, дека ние имаме заедничка историја и нема што тука да се разговара, треба заедничко учествување, еве конкретно и на Илинденско-Преображенското восстание, иако нашата историска документација нема таков документ во кој што кнежеството Бугарија во 903 година нешто да упатило некаква нота кон Османлиската империја, кон царот Абдуламит и да побара некаква интервенција во делот на она што се правило како едноставно зверства врз населението кое што во тоа време живеело во Османлиска Македонија. Едноставно тоа се веќе упат во она што представува пренапишување на македонската историја. Ние имаме толку многу докази. Без толкување од страна на Софија како што треба, дека тоа не било восстание за слобода на бугарите и на Бугарија. Апсолутно не треба никаквото ниту на бугарите во Македонија. Апсолутно, јасно е како оделе, како туку за Македонија. За Македонија и тоа си се знае и затоа тоа пренапишување на историјата, таа ревизија, тие историски извори треба да бидат оставени на науката. Овдека се работи секогаш говорам за политичка интерпретација, која што е штетна. Чиста политичка интерпретација која што се на некој начин метнува и само прави проблеми во на некој начин историските дебати, дискусии за тоа што било во тој период, како тие работи на Балкан се одвивале и тука бугарите за жал тоа вешто го користат преку мудра дипломатија, а ние на некој начин сакајќи да чекориме кон Европската унија, на некој начин многу работи премолчуваме. Малку е апсурдно па и дегутантно би рекол ако се грижат за бугарите во Македонија, да не се спомнуваат македонците во Бугарија, прво. А второ, кога зборуваат за заедничка историја, како што сакаат општа или како што ја нарекува Јотова, тогаш некако оној дел од историјата од фашистичка Бугарија некако не сакаат да се спомнува таа, како македонските партизани да биле дел од истата историја, ама да не се спомнува. Многу е јасно дека не само во делот на она што представува 41-44 година до 2 август, нашиот основ, нашето антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, туку за целиот период и за Балканските војни, и за Првата светска војна, и за Втората светска војна, Бугарија има многу стереотипи во тој дел и во тој контекст не прифаќа дека нејзиното учество во анексијата на делови од Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, анектиран од Бугарија, со Бугарешновскиот договор, како што е Егејскиот дел на Македонија, Вардарскиот, ние не го нарекувавме така, тие го нарекува државите, кнежествата, царствата кои што ја делеа Македонија. Така што и во делот на присуството на Бугарија како соработник на Третиот рајх, на нацистичка Германија и фашистичка Италија, тоа кај нив е табу тема
Но исто така табу тема е културната автономија на Македонија во период 46-56 година. И тоа да се Во заборави. времето на Ѓорги Димитров и потоа не само на Ѓорги Димитров и на Волко Червенков. Значи двајца видни истакнати лидери, општественици на тогашната социјалистичка република, Народна република Бугарија, која што на некој начин докажува дека имало два пописи во кои што македонското население броело, односно бугарите со македонска етничка самоствост, тоа е точна формулација, се произнеле повеќе од над 170.000 во Република Бугарија дека се македонци по род. Тоа Бугарија вешто го прикрива и говори... Повторно биле комунистите тогаш во Бугарија, па без оглед што и повторно дошле комунисти па избришале се. Апсолутно. И како е тоа важно, многу е важно да се спомене дека живковизмот во Бугарија и тој период на тоталитаризмот, како што тие го нарекуваат, тие се отфрлаат од тој период на Тодор Живков, освен она што на пленумот 58 година тогашната бугарска работничка партија комунисти решава дека македонци во Бугарија никогаш немало, нема ни сега, нема ни да има. Така што тоа е малце, тука сме ние многу посилни, тука сме ние многу поправедни и во тој контекст сметаме дека ние само треба да истраеме на тоа дека не постои начин Македонија да се принуди македонската историја да биде на некој начин принудена да ја ревидира, да го ревидира својот историски наратив и своите историски документи. Уште еден момент вака од незината изјава предизвикува револт кај македонците, би рекол. Јотова зборува за огромна омраза во Македонија кон бугарите. Дали ваквите неизини ставови и навреди уствари се директен повод, па и причина за таков однос кон бугарите, иако сметам дека во земјава ниту има омраза кон бугарите, ниту пак во Македонија, ниту пак кон бугарите во Бугарија? Не само што нема. Мислам, дали е тоа тактиката на Јотова да се оправда оваа бугарска политика и вето кон Македонија со ширење омраза која што ќе предизвика омраза? Секако дека дел од тие дипломатски маневри како може да се одбрани нивниот став и во Брисел, но и во билатералните разговори. Но треба македонските вашите гледачи да ги подсетиме. Македонските граѓани со бугарска самоствост имаат во Македонија право на здружение, кои што децении постојат во Македонија, имаат право на клубови. Имаа политичка партија, Демократска граѓанска унија, предводена од Петар Колев, која што беше и сестрно помагана од бугарската држава да успее на изборите и да имаат македонец со бугарска етничка самоствост во македонскиот парламент. Има ли поголеми политички права, па и граѓански права од тоа да имате здруженија, клубови, партија? И јас не паметам од тие 3504 бугари да има некакви сега спорови во Страсбур, освен спорот со Радко, запишувањето на граѓанско здружение Радко, тоа е името, псевдонимот на Ванчо Михајлов, кое што Македонија спроведу од македонската историја. Да, така е. Апсолутно. И во делот на Спаска Митрева, тие се два случаи кои што ние ги решивме во полза на она што велиме категорија владење на правото. Бугарија нема решено нити еден спор со Страсбур, со Советот на Европа, во кој што се нарешуваат човековите права на граѓанско здружување. И тоа треба да кажеме, нашата македонска држава не се меша во внатрешни работи на Република Бугарија, туку како потписници на Универзалната декларација за човекови права во ООН и потписници на Конвенцијата за национални малцинства, ние бараме тие универзални човекови права да се почитуваат за бугарските граѓани со македонска етничка самосвест. Тоа е огромна разлика во приводот. Сега има интересно, ко председавач од СОМО и Ден Пирин, професорот Стојко Стојков, смета дека Македонија мора цврсто да се спротистави на тоа, бидејќи не се во прашање малцинските права, вели, туку суверенитетот на нашата земја. Не смее да се дозволи, го цитирам, Бугарија да прави што сака во Македонија, додека нашата земја не смее да направи ништо за нашинците кои живеат кај источниот сосед. Што треба да се направи што не е направено? Еве што треба да се направи од моја гледна гледна се разбира. Значи, сигурно дека ревизијата на историјата, посегнувањето по македонската културолошка димензија, тука е фолклорот, тука се македонските народни песни, тука е јазикот. Сето тоа представува загрозување на суверенитетот на македонската држава. Ние треба сериозно да го сватиме. Не се работи за тоа само да сакаме да чекориме кон Европската унија. Да, тоа треба да биде цел, ама тоа не треба да тоа треба да биде само средство
да реализираме целата македонската држава да биде посуверена, поразвиена, побогата, подемократска, со владење на правото и граѓански придобивки на македонските граѓани. Но не треба да дозволиме да се обезличува македонскиот суверенитет, а тоа се прави токму преку вакви историски наративи во кои што се пренапишува историјата по туѓи историски концепти. Да. И тоа е она што јас апсолутно се согласувам со професорот Стојков, кој што лично го познавам и сме имале средби со него и знам дека неговите ставови се баш на граѓани, бугарски граѓани кои што ја почитуваат таа држава во која што живее, меѓутоа се бори за човековите права на бугарските граѓани со македонска етничка самосвест. Тој додава дека вметнувањето на бугарите во уставот е привилегија, а не право, бидејќи правата вели ги имаат. Сите права ги имаат во Македонија. Во нашиот устав ги имаат сите права, кажав, има здруженија, клубови, политичка партија, се. Оттаму дали треба да се бара промена на бугарскиот устав? Адвокатот Менкиновски често, речиси секогаш, тврди дека под притисок на Страсбург тоа ќе мора да се случи. Јас не сум во таа област експерт, не можам да зборам за промена на бугарскиот устав, можам да кажам дека ние треба да инсистираме како членка на Советот на Европа постојано да бараме начин како пресудите на Судот за човекови права во Страсбург да бидат реализирани. Членките на Европската Унија, согласно оно што и за нас важи, во членот 4 став 2, имаат право на политичка и уставна самостојност. Јас ја споделувам европска вредност, но тоа важи и за Македонија. Ако за Бугарија важи дека таа има право на политичка и уставна самостојност, и Македонија има право на уставна самостојност, и не треба да дозволиме во овој период, пред да станеме членка на Европската Унија, да промениме било што во македонскиот устав што е противно и противречно со европското право и со интересите на македонската држава. Добро, што колку време може Софија вака да избегнува спроведување на пресудите од Страсбург по сите опомени од Парламентарното собрание на Советот на Европа, Комитетот на министри на Советот на Европа, како тоа воопшто да не ја интересира или тангира? Се додека Европскиот совет не завземе некое по-драстично решение да ги обврзе преку своите министри за надворешни работи кои што се таму на Комитетот за министри, подосна во Европската комисија и во Европскиот совет кои што се премиерите да донесат некаков заклучок кој што ќе обврзе Бугарија во делот како што други земји беа, например Словачка, Чешка на времето, Полска околу реформите во правосудството, Унгарија во делот времето на Виктор Орбан, Бугарија да биде санкционирана во делот на одредени користења на европски средства, начинот на комуникацијата, заради непочитување на оно што представува суд за човекови права. Оти таа конструкција и владење на правото има смисла само ако ги почитувате европските судови. Ако Република Бугарија која што е членка не ги почитува европските судови, тогаш нема владење на правото. Затоа Македонија треба да истрае. Тоа може да трае многу долго. Подсетете се, спорот со Грција траеше 26 години, може да трае и спорот со Бугарија повеќе од 20 години, но наше уште еднаш да разбериме. Ние ќе бидеме толку јака во Европската Унија, колку што ќе биде јака македонската држава. Ако ја обезличиме, разградиме и ја неспособиме во делот на нашиот суверенитет, тогаш македонската држава нема да биде силна и македонските граѓани ќе имаат неизвестни иднини. За крај слушнавме нови идеи, дури представување на планови или идеи за промени во начинот на проширувањето, во правата на идните членки, во текот на процесот на преговорите. Може ли е пробив во евроинтеграциите по ваквите најави за постепена интеграција и како на тоа би влијал сега условот Бугари во уставот за отворање на поглавието? Јас ценам дека ова што го предлага Марта Кос е нормална последица на односите што се случуваат во светот, не само во Европската Унија. Европската Унија е свесна дека светот се менува, дека е турбулентен и дека Европа треба да се однесува кон она што представува радикална промена во одлучувањето. Се гледа дека и се дискутира за консенсусот, дека може да биде пречка при носењето, при проширувањето на Европската Унија. Се гледа дека можно е одредени стопански гранки пред се енергетиката, транспортот, логистиката, да бидат опфатени граѓанските слободи, патувања, престој, да бидат фазно третирани, да може државите побрзо и економски, и политички, и демократски да бидат на некој начин полека да се
придружуваат, како што еве кон Украина се употребува тој израз придружна членка на Европската унија, полека сите држави, па и нашата македонска држава да биде дел од Европската унија. Јас сум убеден дека тоа ќе биде нашата иднина. Ние одиме по многу заобиколен пат. Со или без бугари во устав? Сигурно без бугари во устав, затоа што тоа е противречно, кажав на почетокот, е противречно со европскиот закон. Ние имаме право на политичка и уставна самостојност согласно член став 2 од основниот договор на Европската унија. Маријан Ѓорчев, гостин во тема на денот, ви благодарам. Јас ви благодарам за поканата. Во продолжение вестите од светот.